Денешната моја тема ќе носи наслов завршен збор. Кога веќе зборуваме во серија за страв, минатиот пат зборувавме за тоа од каде да црпиме смелост и храброст, значи како да немаме страв, тоа е целта всушност. Завршниот збор не може да биде поинаков од оној кој што е запишан во, значи, завршниот збор на оваа мини серија, да кажам, од оние зборови кои што ги запишал мудриот Соломон во Проповедник, 12 глава, 13 стих, оној познат стих. И тој и самиот, откако ќе ја напише ова помалку или повеќе тмурна книга, каде што заклучува дека се е суета. Значи, ја стално велам за некој кој што може би смета дека сета радост, сета среќа на овој свет е да го изживее животот, не знам, и да види се што може човек да види, да има се што човек може да има. Велам, еве, нека го праша Соломон, не може да го крене од мртвите сигурно да го праша, туку преку неговите книги, читајќи ги го она богатство што тој не го оставил, може да види што може Соломон да му порача. Се е суета, гони ветер, таштина. И на крајот заклучува и вели да го чуеме завршниот збор за се. 12 глава, последната глава од Проповедник, 13 стих, предпоследниот. Да го чуваме завршниот збор за се. Бој се од Бога, исполнува ги неговите заповеди, зашто во тоа е се за човекот. Или сета должност на човекот е таа, вели во другиот превод. Која? Да се боиш од Бога и да ги држиш неговите заповеди. И веќе неколку пати кажав, тоа често пати може да се слушне и од други кои што изнесуваат Божјата реч, дека за да не се плашиме од ништо друго, ние треба да имаме страв од Бога. И Соломон овде вели, завршен збор за се е, бој се од Бога и држи ги неговите заповеди. Како започнува тројната ангелска вест? Со кои зборови? Ајде да отвориме 14 глава од Откровение, да се подсетиме. Од 6 стих, нели, почнува првата ангелска вест и вели: видов друг ангел како лета посреде небото, имајќи вечно евангелие, за да им го проповеда на жителите на земјата и на секоја народност и на секое племе и јазик и народ. И зборуваше со силен глас, значи ангелот зборува со силен глас и првите негови зборови се: бој се од Бога. Бојте се од Бога и подајте му слава, зашто дојде часот на неговиот суд. И поклонете му се на оној кој што го создаде небото и земјата, морето и водните извори. Бој се од Бога. Се некако почнува од тука. Дури и тројната ангелска вест. Што значи овој израз? Бој се од Бога. Често пати знаеме да кажем, нели, да не е тоа да трепериш, да ти е страв, не знам што. Туку да имаш страво почит, нели, така велиме. Во ред, но што по-конкретно? Може би на првото место во Библијата кај што го среќаваме овој израз е во Битие 22 глава, онаа позната глава, Битие 22, кај што се случува еден познат настан, за кој што од неодамна читавме од патријарси и пророци. Кога Аврам е ставен на оној голем тест на неговата вера, кога Господ му заповедал да го принесе својот единствен син Исак како жртва.
Верувам ќе се сложиме. Ова не е разбирливо за никој од нас, не било разбирливо и за Аврам. Може ли он тоа да го разбере? Како тоа сега синот да го принесе на жртва? По тие настани Бог го стави на проверка Аврама, го повика Авраме, тој одговори, еве ме. Аврам кој знае што очекува сега, што ќе случне. Бог продолжи, земи го својот син, својот единец Исак, кого го љубиш, и отиде во местноста Морија и принеси го таму како жртва паленица на ридот што ќе ти го покажам. И стана утрото Аврам, остави Самар на ослето и го поведе со себе двајцата своји слуги и сина си Исака, откако пред тоа исцепи дрва за жртва паленица и се запати кон местото што Бог му го означи. На третиот ден Аврам ги подигна очите и го виде местото оддалеку. Знаете, таму во Патриарси пророци читавме. Се молел секој ден, секоја вечер поготово, да добие некој знак ако може. Не му било јасно. Но послушал, одма уште утрешниот ден, го насамерил магарето и тргнал со своите слуги и синот. Не му било јасно, но послушал. Шестиот стих, Аврам ги зеде дрвата за жртвата паленица и ги натовари на сина си Исака, а во својата рака зеде оган за подпалување и нож, така тргнаа двајцата заедно, ги оставиле слугите. Тогаш Исак му рече на татка си Аврама, татко, еве ме сине, се јави тој, еве огнот и дрвата, пак рече синот, но каде е јагнето за жртва паленица? И на Исак не му е јасно ништо. Ќе принесуваат жртва, а жртвата ја нема, мислам, јагнето го нема, животното не е тука. Бог самиот ќе си предвиде за јагнето, ќе се погрижи за јагнето за жртва паленица, сине мој, одговори Аврам и го продолжија патот. Стигна до местото за кое зборуваше Бог. Тогаш Аврам подигна жртвеник, ги нареди дрвата, го врза својот син Исак и го положи над цепаниците на жртвеникот. Како послушен па сега Исак на својот татко. Како што Аврам му верувал на Бога, верувам дека Исак му верувал на Аврама. Иако не им е јасно, ни на Аврама не му е јасно што прави, ни на Исака не му е јасно. Детето кое што едва го добил на 100 години, ова се случува негде околу, кога имал колку 120. Стигна до местото за кој зборуваше Бог, тогаш Аврам подигна жртвеник, ги нареда дрвјата, го врза својот син Исака, го положи на цепаниците на жртвеникот. Сега Аврам ја испружи раката, го зеде ножот за да го заколе сина си, но Господов ангел од небото го повика и рече: Авраме, Авраме, еве ме, одговори тој. Не ја спуште раката врз детето, рече, ниту му прави нешто. Еве сега знам дека се боиш од Бога, зашто не го задржа од мене ни својот син, својот единец. Што би значило според овој настан сега да се боиш од Бога? Веќе видовме во почетниот стих проповедник 12:13, а и често пати во Библијата, кога се спомнува изразот бој се од Бога, тука веднаш се додава и држи ги неговите заповеди или биди послушен. Че да имаш страхопочет, да се боиш од Бога значи да го држиш законот, но во случајот со Аврам гледаме дека и што офаќа ова? Да си послушен дури и кога не ти е јасно. Ништо. На Аврам не му е јасно, но тој го прави тоа што Господ му го наредил. Многу има ситуации такви во животот. Верувам низ кои што сме поминували или поминуваме. Не е јасно, но ако бидете му послушни на Бога, со тоа покажувате вера, верата и послушност, тоа е едно исто. Со тоа покажувате дека имате страв од Бога. Се боите од Бога. Послушност дури и кога ништо не е јасно. Многу работи има нејасни во животот. Сега, може би, некој кој што повише се разбира, ќе се потруди да ни објасни како сега тоа мобилниот
функционира како може да се слушне сега со некој таму во Америка или било каде. Ама нам не ни е баш и толку се јасно, ама ете, функционира сето тоа, нели? И еден куп други работи има така. Послушност и кога не разбираш се, тоа е бој се од Бога. И не само тоа, туку, што вели стикот уште еднаш, последниот што го прочитавме. Не ја спусте раката врз детето, рече, ниту му прави нешто. Еве, сега знам дека се боиш од Бога, зошто? Зашто не го задржа од мене ни својот син, ни своето најмило. Значи, да си му послушен на Бога и да не го задржиш ни она што ти е најмило, да му го предадеш. Тоа значи бој се од Бога. Сетте се на Јов. Дали Јов разбрал што му се случувало? Кој од нас би разбрал ако ни се случи такво нешто? 10 деца да ги изгубиш. Стока, целиот имот, се во еден ден, за неколку часа веројатно. А како е опишен Јов? Тоа беше непорочен и праведен човек. Се боеше од Бога и се отстрануваше од злото. Тоа беше Јов. Беше послушен, не похули, не го проколна Господа и тогаш кога ништо не му беше јасно. Значи да доживеа таква катастрофа во животот. Но и остана послушен покрај тоа. Тоа значи бој се од Бога. На Господа такви луѓе му требаат. И нормално, и оној додаток се боеше, вели, од Бога и се отстрануваше од злото. Значи, реков, бој се од Бога и држи ги неговите заповеди. Тоа истото значи. Отстранувај се од злото. Држи се за доброто, држи го Божиот закон. Кога имаш страв од Господа, се отстрануваш од злото. Зошто денеска има толков замав на зло во денешниот свет? Во секој аспект на животот. Зашто што се сведува на тоа, затоа што луѓето немаат страв од Господа. Немаат. Што се прави? Не само во светот, во црквата. Ракоположување на жени, свештеници. Зошто? Пак коренот на тоа е, се нема страв од Господ. Или икс други работи, некои новитети, некои чудни работи кои што никош не се случувале во адвентизмот се случуваат, затоа што се нема страв од Господа. Излез 20:20. Значи 2 Мојсеева 20:20. Мојсе му се обреќа на народ и му вели: не бојте се, му рече Мојсе на народот, зашто Бог дојде да ве испита, за да остане со вас стравот пред него, па да не сгрешите. Што сака да каже овој стих? Кога имаш страв од Господа, тоа значи отсуство на грев. Што вели овде? За да остане во вас стравот пред него, па да не сгрешите. Значи, тоа е тоа што го кажа. Зошто има зло? Зошто има толку грев? Намножување на гревот? Затоа што се нема страв од Господ. А онаму кај што се има страв од Господа, таму не се греши. Како што го читавме оној стих во Матеј беше, значи, да, некои се плашат можеби од оние кои што можат на телото ваше да му напакостат, односно да ве убијат. Ама што вели таму? Не плашете се од тие, туку од оној кој што може и телото и душата да ви ги сотре. Ако имаш страв од Господа, тогаш нема да грешиш, а и нема да ти е страв од оние кои што можеби сакат да те убијат, поради тоа што си различен од нив, поради тоа што укажуваш на злото, поради тоа што им пречиш со својот живот. Како што кажавме во Проповедник 12:13, значи,
тоа се завршните зборови. Тоа е целата должност на еден човек, да се бои од Бога и да ги држи Божите заповеди. Како што кажав, треба да бидеме како деца, да веруваме како деца. Зошто вели Библијата така? Затоа што на дете се не му е јасно кој ќе му кажеш да те послуша. А возрастниот се прави паметен, он чекај сега да видиме зошто е ова вака, зошто е она така, да видиме, да разгледам. Не, како дете мало ќе му кажеш, не пипај тамо. Опасно е, или било што. Која ќе послуша, која не, нели, ама? Сега да кажам на едноставноста на таа вера детска. Не мора се да ти е јасно. Господ знае зошто. При на Елен Вајт не е било се јасно. Замислите си, ја имаме таа здравствена порака, ја имаме таа вистина уште од 19 век, работи кои што денес се откриваат, дури пазите, денеска е денеска е, како велат, модерно да бидеш веган. Иако некои се уште сметаат мноштвото дека да бидеш веган значи да бидеш забеган, како што велеше Дејан. Меѓутоа не е така. Тоа е таа оригинална првенствена диета што искрена што е дал Господ. Но тоа е нешто за кое што Елен Вајт ни кажува што е 19 век. Она знаела се, на неа се и било јасно. Не, нити била биолог, ни не знам што таму. Ама тоа е пораката од Господа. И ја прима, и таа самата ја прифаќа и ја пренесува на другите. Ако знаеш дека Господ е твој создател, ако му веруваш, ако имаш таа вера, ако имаш страв Божи, тогаш Господ оно што го кажал, ти го прифаќаш. Не мора се да ти е јасно. Вели тамо, како велеше, за местото, нели, еден куп цитати има, меѓутоа за комбинација на шекер и млеко. Значи, која што комбинација е присутна скоро во сите сладки, во апчи и во сите други тровачници. Не сладкарници, туку тровачници. И не само таму, мислам, еден куп имате продукти по маркетите, кај што имате комбинација на млеко и шекер, таа вели, подалеко таа комбинација, подобро вика дури месо да јадеш отколку млеко и шекер, комбинација. Се и било јасно? Не е било јасно, ама тоа е така, денеска го разјаснуваат тоа научниците, луѓето кои што се бават со тоа, нутриционисти и така натаму. Господ знае како функционира ова наша машина. Кога тој нешто ќе каже, треба да го прифатиме, како така. 112 псалм, ајде да видиме што понатаму, што значи бој се од Бога. 112 псалм, 1 стих. Алилуја, блажен е оној човек кој се бои од Господа и кој ужива во неговите заповеди. Да уживаш во неговите заповеди. Ова значи да е човек влюбен во Господ, значи да е обратен на вистина. Затоа што ако не си обратен, тогаш ќе ги држиш заповедите онака, ќе се напињаш, нема да ти биде мило, со своја сила ќе се трудиш, како некоја обврска се до тоа ќе ти биде, ама тоа не е уживање. Пазите зборот уживање, да уживаш во Божите заповеди, да уживаш, да твориш Божите волја, како што и самиот Исус кажува за себе, тоа е веќе еден степен на целосна посветеност. Ќе ви каже некој во сабота ќе ја повика, не знам, некаде. И вие, ама знаеш, морам да одам у црква у сабота. То така ли е нашиот став или уживате да дојдете во црква во сабота, да го славите Бога, или нешто друго, може, дај, ќе јадеме ова, знаеш, ама јас. Ако уживаш во Божите заповеди, тоаш нема да биде таков твојот стил на однесување. Како што дури првиот псалм ни кажува, еве да свртиме малку на кратко во првиот псалм, на почетокот.
да уживаш во Божиот закон од една страна, од друга страна значи да го одбегнуваш злото. Како вели првиот стих? Блажен е човек кој не оди по советот на нечестните, не стои на патот на грешниците, не седи во седишето на подсмевачите, се одстранува од злото, со други зборови. Туку волјата му е во Господовиот закон и за неговиот закон размислува дење и ноќе. Тоа му е прекупација. Ужива, кога уживаш во нешто, тоа го заокупира твојот живот. И дење и ноќе. Псалм 40, 8 стих. Мило ми е, Господи, да ја исполнувам Твојата волја, јас го носам Твојот закон длабоко во срцето. За да уживаш во Божиот закон, да ти е мило да ја твориш Божјата волја, законот треба да го носиш длабоко во срцето. И сега, ако Библијата вели срце, не мисли на органот што ние го познаваме како срце, но не мисли ни само на интелектот. Пазите, интелектуално ние ја знаеме вистината, интелектуално може да го разбираме законот и седа ни е јасно, ама да не уживаме во тој закон. Зашто вели со цело свое срце? И чувства, и емоции, се е тука вклучено. Значи. Се е во функција на творење на Божјата волја, комплетно, и таа повисока и таа пониска природа кај човекот. Тоа значи срцето, која вели Библијата. Ти вие интелектуално може да ја познавате вистината, ама да не ја носите во срцето. Да не уживате во неја. Да не е дел од вас. Оти кога мисли само на интелектот, Библијата знае да каже ум, ама кога вели срце, тоа што е комплетно, со се чувства, со се. Значи, вие уживате во тоа нешто. Секако, во што и да уживате во животот, да ви носи некое задоволство, ви уживате и со чувства и со се, значи, со цело срце. Длабоко во срцето, вели. Закон. И сега интересно е ова, што е запишено во Евреите 11 глава, ќе го спомнеме како пример, згоден пример со Мојсей, искуството на Мојсей, Евреите 11 глава, 24 и 25 стих. Глава Евреите 24 и 25. Преку вера Мојсей, кога порасна, одби да го нарекуваат син на фараоновата ќерка, и со поголема желба сакаше да страда заедно со Божиот народ, отколку да се насладува за кратко време на гревот. И ова баш е точно запишано. Кој да го запишал, кој да пишал посланието до евреите. Грешната човечка природа наоѓа наслада во гревот. И секој од нас ќе излаже тука, го каже дека не му е сладко да си прави нешто, некој греф било кој. Тоа можеби не е случај, само ако сме веќе обратени. Тоа значи тогаш ќе уживаме во Божиот закон, во творење на Божјата волја, а гревот ќе го мразиме. Че не можете да уживате во нешто и да го мразите. Истото. Ове сака да каже дека од таа наслада на гревот човекот треба да се преобрази во некој кој што ќе ужива, ќе се насладува во Божиот закон. Пазите, тоа е голема промена, огромна промена која што може да ја направи само Бог, односно Божиот дух. И дека таа наслада е кратка, и тоа многу добро го знаеме. А Мојсей избрал место тоа да страда со Божиот народ. И да, промена која што треба да настане од наслада во гревот, во наслада во Божиот закон, подразбира страдање. Подразбира страдање, затоа што треба да ја распнете таа грешна природа. Да се откажете од многу нешта. И сега, како законот да биде запишен во срцето? Затоа што вели таму, длабоко во срцето треба да го носиме. Знаеме во Евреите 8 глава 10 стих, оној
стално цитиран стих, вели дека зашто ова е заветот со кој ќе го заветувам Израелевиот дом по оние денови, вели Господ, ќе ги вложам своите закони во нивниот ум и ќе ги напишам во нивните срца. Внимавајте, првин ум, па потоа се спомнува срце. Ќе го напишам во нивните срца, јас ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат мојот народ. Значи овој стих ни кажува дека Господ е тој кој што ќе го вложи, ќе го запише законот во нашиот ум и во нашите срца. Но како тоа бива? Еден многу важен момент со кој што полека ќе привршиме за денес. Да отвориме во 130 псалм. 3 и 4 стих ќе ги читаме. 130 псалм. Ако си спомнуваш, Господи, за гревот, Господи, кој ќе обстане? Но во Тебе е проштевањето, за да се бојат од Тебе. Интересно. Прошката поврзана со стравот од Господа. Која улога ја има и каква сила има прошката? Што вели, што кажува Исус, му кажува на Симон лепрозниот, каде што нели кого што ќе го исцели, па се наоѓаат на онаа гозба таму каде што и Марија Магдалена. Правејќи споредба меѓу неа и него, Исус што вели? На кој повеќе ќе љуби? И самиот Симон дава одговор на тоа. Ајде да отвориме во Лука 7 глава за кратко и таму. Лука 7 глава, 41 до 43. Лука 7. И рече, двајца му беа должни на еден заемодавач, едниот му должеше 500 денари, другиот 50. Бидејќи немаа да му вратат, тој им прости на двајцата. И така, кој од нив ќе го возлюби повеќе? Симон одговори логичен одговор. Мислам, оној кому повеќе му подарил, односно му простил. Тој му рече, право пресуди. И навистина денеска факт е тоа дека оние кои што биле најголеми грешници, кои што може би биле убийци, така натаму, кога Господ ќе ги обрати, стануваат вистински Божји слуги. И највеќе го љубат Господа, се најблиски до Господа. Зошто? Затоа што знае што Господ направил врз нив, над нив, во нивниот живот. Каква промена се случува во нивниот живот? Затоа што им простил огромни гревови. Оној кому повеќе му е простено, повеќе љуби. Значи, колку поголеми грешници се гледаме самите себе си, толку повеќе ќе ја цениме прошката и ќе го сакаме оној кој што ни ја обезбедил прошката. Воспротивно, ако помали грешници се гледаме, тоаш повеќе самите себе ќе се цениме. А со тоа ќе стануваме поладни. Љубовта значи да стануваме потопли, да одиме кон оние врелите, да кажам. А за да се видиме како големи грешници, како прекумерно грешни, треба да се доближиме до Христа, до огледалото. Како што вели Павле во 7 глава од Римјаните. Значи, гревот треба да не стане прекумерно грешен. И самиот тој, зашто самиот за себе кажува дека е најголем од грешниците? Затоа што колку повеќе се доближуваш до Христа, до неговата светост и безгрешност, толку повеќе си ја гледаш својата грешност и никаквост. И тоа е патот, тоа е начинот да уште повеќе ја цениш неговата прошка и она што го направил тој за тебе. Оној кој што смета дека е доволно праведен, тој е далеко од Христа, тој се оддалечува од него. И тој не може да има таа љубов која што е потребна, затоа што не се смета себе си за доволен грешник, за доволно голем грешник и неа ни цени прошката. Видите како прошката, значи простувањето делува на нашата љубов кон Господа и на тоа да се боиме од Бога. Како што веќе спомнавме, да не забораваме на минатите искуства со Господа, како средство за да не се плашиме од иднината, и исто така и да не забораваме на неговата прошка.
да не забораваме на Христовата жртва, која што беше дадена за да нам ни биде простено. И Евреите 8 глава, тоа ни се последните стихови. Ќе ги прочитам, повторно 10-тиот и ќе завршиме со 12-тиот. Зашто ова е заветот со кој ќе го заветувам Израелевиот дом по оние денови, вели Господ, ќе ги вложам своите закони во нивниот ум и ќе ги напишам во нивните срца. Јас ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат мој народ. И 12 стих вели, зашто ќе бидам милостив кон нивните неправди и нема веќе да си спомнувам за нивните гревови. Еве како е поврзана Божјата милост, неговата прошка, со запишувањето на законот и исто тоа врската, исто тоа со стравот од Господа. Треба да бидеме и ние брзи да простиме, како што Господ. Значи, на Мојсија која му се опишува Господ, која го однели Мојсија сакал да ја види Божјата слава, точно тие карактеристики се првите и најударни. Милостив, многу милостив, спор на гнев, спремен да прости. Така и ние. Дори на самиот крст, простим Господе, не знаат што прават. Исти треба да бидеме и ние. Од прилика, не се овие единствени стихови, меѓутоа, накратко, ова значи да се боиш од Господа. Како што видовме низ повеќе стихови. Да бидеш послушен, и тоа тогаш и кога не разбираш се. Да уживаш во Божиот закон. Од уживање во гревот, таа преобразба која што треба да настане, да уживаш во Божиот закон, да уживаш, да ја твориш Божјата воља. Оној кој што љуби, ако го љубите Господа, тоа ништо нема да ви биде тешко. Кога некого сакате, ништо не ви е тешко да направите за него. Тоа е уживање. Напротив, значи, нешто не ви е тешко, тука е уживање. Задоволство ви причинува да правите нешто за некого. Таков треба да биде нашиот однос кон Господа. Тоа значи бој се од Бога и на тој начин и му оддаваме слава. Продолжетокот на прва ангелска вест. Нека Господ ни помогне во тоа. Амин. Божи Господе наш, навистина стравот, односно стравопочита, кој што треба да имаме кон Тебе, треба да не одржи и може да не одржи во секогаш во нашиот живот, меѓутоа посебно во ова време во кое што живееме. И сите оние неволи кои што надоаѓаат. Кога може би како Јов ќе изгубиме се. Може би нема ништо да ни биде јасно, но стравот од Тебе ќе не одржи да Ти бидеме и да Ти останеме послушни. И свеста за сето она што си го направил за нас, што го даде својот единороден син, за да умре за нашите гревови, за да може да имаме прошка за нашите гревови. Таа љубов Твоја, која што не може да опише никој од нас, братниците. Спремноста да ни простиш, милоста Твоја, сето тоа треба да не натера да Ти бидеме послушни и да имаме стравопочит. Те молиме, Господи, да не водиш со тие мисли во остатокот овој свет саботен ден и понатаму во нашиот живот. Ние сакаме да Ти бидеме послушни од цело своје срце, да уживаме во Твоите заповеди, да ни е мило да ја твориме Твојата волја. А може би се уште не е така. Затоа, Господи, делуе во нашите животи, да целосно се преобразиме, да целосно се обратиме и да Ти бидеме послушни од цело срце и да бидеме еден убав пример за сите околу нас, за целата околина.
и со тоа и најголемо сведоштво. Ти благодариме, Господи, за се што си направил во нашите животи и со тоа што ќе го правиш понатаму, а секојаш тоа е најдоброто за секој од нас. За се ти благодариме уште еднаш во Христово име. Амин.